Со све, Ја ја не мислам ги дека рачунав треба со да ресор малку без да ресор. им ја дигне ручната Христијан на Влен. Малце назад. Па Што има на јака, крај има јака преговарачка позиција, треба има да ја одлична искористи. преговарачка позиција. Едно, втора работа, Влен што кај ќе иде, што ќе прави? Нема прави влада, нема да влезе у влада, ќе извади две партии од Влен Христијан ќе направи влада. Една партија ќе направи влада. Од Влен ќе го извади Алијанса, со Таравари ќе се ја направи, другите што сакаат да го прават. Изет, Гаши, Касами, не е битно кој. Што може и на таа опција да иде? Мислам, кои се исходите, ако рече не коалицираме понатаму со Дуј? Не знам. Се става во една потенцијална опасност да му фалат пратеници на Дуј да не може да коалицира. Бидејќи веќе кажал дека нема да коалицира. Тоа што ќе го направиме Влен, ќе го направиме тоа што е Дуј денес. Кој да дојде ВМРО или СДС да мора со Влен да коалицира. Не знам. А ако СДСМ има 63 пратеника, зошто треба да дава 6 министерски места? Ама еве и ВМРО А да тие помане цело сега време има они видат 60. наратив кој ќе жува албанците како главен проблем во државата, односно главен проблем во учеството на власта. Несразмерно. Не преку Дуи несразмерното учество на албанците во владата. Ако они има 6 над 61 пратеник, зошто даваат? Да ги посетам Бранко Црвенковски по колку даваше? 3 министра и 1 без ресор. Отворете ги владите претходни. Еве сега Ама сега ВМРО ДПМН не може да му даде на Влен помалку од тоа што имале Дуј. зашто не може? Заради тоа што веројатно политичката пресметка е дека ако Влен добие сега помалку од тоа што добил Дуј, Влен ќе биде паднат на следните избори. Бидејќи А на што Дуј му е гајле тоа кампањата на СД? Па нели цело време на наративот беше дека он ќе Па, неутрализира тоа големо влијание на албанците. Така е, ама ако веројатно- ВМРО ДПМН тоа не може да го направи сега со над 61 пратеник, како ќе го прави кој ќе има 48, 50, 52? точно, но Ќе дојде во иста ситуација како што сега СДСМ. веројатно Христијан Мицкоски сега калкулира за следни избори. На следни избори Влен да му биде посилна од Дуј. Да не може Дуј да искористи кампањата, ние добивме албанец премиера, а после да биде со Влен го А изгуби. ние што ќе бидеме опозиција, ние нема да спиеме. Ќе го подсетуваме, но ти ветуваше дека премногу влијание имат албанците во Не, тој не владата. викаше албанците, викаше Дуј дека има. Дуи, право. да, се прави, да, а не знаеме на што се однесуваше. Тој може да кажува тоа што кажува, ама Ама збореше еве јас че- ќе му извадиме владите, ајде да видиме. Ај извадете влада Бранко Црвенковски кога има. Вчера он збореше и албански, Христијан. Да. Ај извадете влада. ќе Еве најдете ќе владите извадиме да само да видиме. ги Ајде прочитам. ајде 92 кој влада се- која со кој формира се- Бранко Црвенковски 94 да видиме колку. Значи ИНА, ова се информации на ИНА, медиум на албански јазик од Македонија, вели Алијанса за албанците ќе добие Министерство за политички систем и заедница, тој ќе го добие алтернатива, Министерство за здравство, исто така кадарна алтернатива, Министерство за економија, движењето БЕСА, Министерство за труд и социјална политика, движење БЕСА, Министерство за екологија, ова е демократско движење на Изет Меджити, министер без ресор Алијанса за албанците, прв вице-премиер демократско движење и вице-премиер за европски интеграции Алијанса за албанци. И собрание. Председател на собрание. Ама ова се више 8 министерски 8. места. Се Вака извинјавам. ќе ги бројам, да. Ај Ама држи. ова е во рамки на спекулација, уште не се знае сигурно. Се ќе проверам за Бранко колку. Значи влада 92. Ај 92 Сега и ќе проверам. 2002 влада да видиме. Ајде. Еве 92 2002. Сега. Прва влада на Бранко Црвенковски, состав на влада. Премиер Бранко Црвенковски, вице-премиери Стево Црвенковски, Јован Андонов, после бил Бекир Жута, веројатно и Жута министер ПДП. за Не, вице-премиер бил. вице-премиер, така Да. беше. и министер за Одбрана Владо Поповски СДСМ, внатрешни работи Љубомир Фрчковски СДСМ, правосудство и управа Туше Гошев, овој не пише од која партија, надворешни работи СДС. Денко Малевски СДСМ, финанси Джевдет Харедини ПДП, Што се два? економија Петрушев Стефанов, не пише Петруш од- Стефанов. Петруш Стефанов, да, развој Софија Тодорова, урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија Антони Пешев, земјоделство, шумарство и водостопанство Ефтим Анчев, труд и социјална политика Илијас Сабриу, Три. исто ПДП. Образование и физичка култура Димитар Бајлџиев,
наука Аслан Селмани, 4. култура Гюнер Исмаил, здравство СДСМ. да, здравство Јован Тофовски, без ресор Јане Милјовски, Љубе Трпевски, Гордана Силјановска, Сервес Авзију, ПДП. Он тој без ресор. Без ресор. 5. Сега. Ова е 92. Значи не. Имаме подпредседател на влада, министер без ресор и уште 3 со ресор. 3 со ресор и 2 без ресор. Да. Подпредседател нема ресор. Влада 2002 вели. 2002. Ајде да видиме. Ова е првата влада со Дуј. Да. Трета влада на Бранко Црвенковски, така стои на Википедија, вели состав на влада. Состав на влада во 2002 година е следниот. Бранко Црвенковски, СДСМ премиер. Радмила Шикеринска, СДСМ вице-премиер задолжен за европски интеграции. Муса Џафери Дуј, вице-премиер за политички систем. Владо Бучковски, СДСМ министер за одбрана. Илинка Митрева, СДСМ министер за надворешни. Хари Костов, СДСМ министер за внатрешни работи. Петар Гошев, ЛДП министер за финансии и вице-премиер. Илија Филиповски, СДСМ министер за економија. Исмил Дарлишта, Дуј министер за правда. Милија Мајдини, Дуј министер за транспорт и врски. Реджеп Селмани, министер за здравство, Дуј. Александар Гештаковски, СДСМ локална самоуправа. Јован Манасиевски, ЛДП министер труди и социјална политика. Азис Положани, Дуј министер за образование и наука. Славко Петров, ЛДП министер за земјоделие, шумарство и водостопанство. Благоја Стефановски и Љубомир, да, сите се наредни СДСМ и ЛДП. Со ресор и колку се без ресор. Значи, вице-премиер за политички систем, тој е еден. Кој без ресор? Муса Џафери. Да. Азис Два, Положани беше Милија Мајдини, 2 за транспорт и врски, Реджеп Селмани, за 3, здравство. да, Овој Азис Положани 4 за образование и дали што го кажавме? Дарлишта. Дарлишта 5 за правда. 5 се. вкупно 5. Да. Со све подпредседател. Кај е сега Мечка што викаше ќе земат 2 неважни министерства само Влен, а Мичо. Еве го Мечка тука е. Ја очекував дека ќе им дадат 2 неважни министерства со 67 пратеник. Да. ВМРО би било можеше. логично да даде само Можеше. 1-2 А таму овде испадна 8. да се занимаваат. Овде испадна, значи, Министерство за, ако е ова, значи ова се неофицијални Ако е информации. така, да. 8 се. Да. Министерство за политички систем, тоа е 1. Министерство за здравство, тоа е 2. Министерство за економија 3. Министерство за труд и социјала 4. Министерство за екологија 5. 6 е министер за без ресор, прв вице-премиер плюс и вице-премиер за европски интеграции. 8. Така е. 8 клучни позиции у владата. Другарите на Дуј. Ама вака сега кој ќе се вратам, нели? Албанци ви излегуваат, говорам ти што се повозрастни, и велат дека во 92 немале права, 2002 немале. Како бе, градоначалник па 92 имало и вице-премиер албанец, и министри имало албанци. Кај бил проблемов? Зашто ние требаше 2001 војна да Образование немаше на албански јазик, не се говореше во парламент на албански јазик. Двојазично имаме? Они немаше партиципирале Скопје. у власта, партиципирале. Да, Објаснувањето, јас што сум го слушал по телевизии, као млад кој што не сеќавам новија време, јас сега така, не сум бил ни роден 92. Јас од ова што оклеам, они имале клучни ресори у државата. Абе сега окей, и што вика Сашо Сибиновски 5 се 5 министри, тројца им се без ресор. Кои се тројца без ресор? Без ресор имаат овдека. Кои се тројца без ресор? Епа вице-премиер и Да, двајца без пет ресор. министерства се, 5 министерства. Абе за евроинтеграција не е без ресор? Па не е без ресор, ресор има како Па вице-премиер, како не е? ама добро, еде. Па има ете стручни 6. служби, има све, како? Да, ете 6. Па 6 и 2-8. Ајде да видиме у Па 2017 политички заев систем колку им има дал. 25 милиона евра буџет, бре. Да, 450 да, вработени да, има. да. Е, сега мене тука ме буни дали е точно оваа информација, затоа што викаат Министерство за труд и социјална политика, а овие кажа ВМРО ДПМН дека Министерство за труд и социјална политика ќе го растурат и ќе го поделат на две други. Труд у економија, нели како беше дел од економија ќе стане, а социјалната не знам како им беше решена. У здравство да не оде.
Не знам како им беше решено, не се сеќавам сега моментот. И што вика Нуки, да, значи УЈП, АНАВА, финансова полиција, тоа е прашањето, се многу поважни функции од некој министер. Дел од Министерство од екологија, на пример. Па не, како АНАБ не ти е дел од министерство? Не, сакам ти кажам дека АНАБ е поважно веројатно од екологија министерство, тоа сакам. АНАБ е поважно многу други функции. Да. Значи АНАБ е агенција под влада. Да. Под директна надležност на владата. Нема... Заев им дал 7 министри во 2017. Со све подпредседатели? Со све, ја ја не мислам ги дека рачунав. треба да со малку без да реш. им ја дигне ручната Христијан на Влен. Малце назад. Па што има на јака, крај- има јака преговарачка позиција, треба Има да ја искористи. одлична преговарачка позиција. Едно, втора работа, Влен што кај ќе иде, што ќе прави? Нема прави влада, нема да влезе во влада, ќе извади две партии од Влен Христијан ќе направи влада. Една партија ќе направи влада. Од Влен ќе го извади Алијанса, со Таравари ќе се ја направи, другите што сака да го прават. Изет, Гаши, Касами, не е битно кој. Што може и на таа опција да иде? Не знам зашо, ако е ова вака, мада ова е Ина News, не знам колку е релевантна. Или Ria News Agency. Добро, ние му пишав јас на Арбен Таравари уште преска, чекаме одговор. Има таму дека е пристигната пораката, ќе видиме. Ќе прашам се, ќе пуштам порака една и јас. Да. Значи се обидуваме да добиеме потврда дали е точно. Дали се овие ресорите, дали се толку министерски места. Еве конкретно ме интересира и дали можеби ќе добијат и пак претседател на собранието. И тоа е мислам дека интересно и за пошироката македонска јавност, но јас сега малце да не вратам 10 минути порано емисија. Ковачевски излезе и кажа дека имало структури во СДСМ кои што работеле против СДСМ. Толку ли е граначелник јак Бранко Црвенковски? Ја ви реков дека ја тоа не сакам да го коментирам, тоа се нивна работа. Внатре нека си ја Да. терат. Добро. Дали е јак, дали е слаб? Па не, ама затоа што цело време се шпекулира околу неговото име, дека он го има еве сега. Гледаш пишува Диме, Бане да се врати, само тоа било спасот на СДСМ. Веројатно член на СДСМ. Бране ако се врати ништо не прават они. Бране си направи партија. Си има партија, шо бара се да се враќа во СДС.